بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, го молиме на Аллах субханаху ва таала постот и ибадетите Аллах субханаху ва таала да ни ги прифати. Дојде месец на Рамазан, еден благословен месец со многу благодати, со многу доблести и помина. Мусафирот што ни дојде замина, но она што требаше ние да го научиме, тој го остави меѓу нас. Тоа зависи од човек до човек колку го користил тој благословен месец. Тоа зависи према знаењето негово, колку знаат за Аллах субханаху ва таала, колку имат фиқх во ова вера и колку беше искрен со Аллах субханаху ва таала за да ги чувствува овие благодати, затоа што за некого може овој месец доаѓат, го доживуваат и се заминува, ама тој ништо да не чувствува натре во неговото срце. А тоа е опасноста од ова, да замини овој месец, да заврши 30 дена и ништо да не чувствува внатрешно, ништо да не се поправи во животот негов, ништо да не се менви кај него. А ние знаеме дека од знаците дека овој месец, благословен месец, е прифатен кај Аллах субханаху ва таала, или пак и другите ибадети што се како намазот, како хаџот, зекатот и другите ибадети што се доброволни, знак дали тој ибадет е прифатен кај Аллах субханаху ва таала или пак не е прифатен кај Аллах субханаху ва таала, е како ќе постапиш после тој ибадет. Дали кај тебе нешто се менвит, се менуват, или останвиш истиот, или полошо од тоа, ако си полош од она што си виден пред Рамазан. И ова е уште поопасно и што треба верникот да се грижи за себе. Како е сега после Рамазан? Што научи од овој благословен месец? Не е целта од месец Рамазан само да го доживуваш, да заврши 30 дена, поминвит и толку. Го постев и алхамдулилlah, тоа е добро. Алхамдулилlah што Аллах субхану ва таала ти даде живот, за да го доживуваш овој месец до крај и да го завршиш како што се бара од тебе. Ама сега останви другото прашање. А тоа е што после Рамазан? Или што после хаџ, после ќе дојде хаџот. После месец Рамазан ќе дојде месец на хаџ, ќе дојде Зулхиџа. Што после хаџот? Што после Рамазан? Што после секој намаз што јас го клањам? Каде е влијанието на тој ибадет во моето срце? Ова е битно што ние треба да се прашуваме меѓу нас. И ти да збориш со твојот нефс, со твојата душа. Што добив јас од овој месец? Што добив јас од овој месец? Сега секој од нас треба да се мисли што доби. Барем, ако не од овие точките што ќе ги спомнам јас, многу од овие, зависи од времето, ама
барем некоја од овие точки да е кај тебе. Барем една или два, ама најмало една да е кај тебе внатре. Ова е многу битно, затоа што ние не знаеме дали другиот месец на Рамазан ќе го доживуваме пак. И затоа го кажавме ние во претходните дерсови дека нашите добри претходници, учењаци, алими, добри луѓе, како се моле 6 месеци за да го доживуваат месец на Рамазан. После уште 6 месеци други за Аллах субхану тааля да го прифатит од нив ибадетот, постот, ношниот намаз, таравија, садака, сите добри дела што ги направивме во месец на Рамазан, Аллах субхану тааля да ги прифатит. Затоа имате еден збор од Абдулла ибн Месуд, колку што ми текви сега, велит, и овој беше збор и од претходните други добри луѓе од генерациите, поранешни генерации, што веле каму да знаеме на кого Аллах субхану тааля му има прифатено постот, за да ојме да му го честитаме. И каму да знаеме на кого Аллах субхану тааля не му го имат прифатено постот, за да ојме да му дајме надеж. Да се чувствуваме лошо со него заедно и да му дајме надеж и да се молиме да го доживе другиот месец на Рамазан, за да го користи и да излезите од овој месец како што Аллах субхану тааля сакат од него. И тоа е што ние треба да пазиме и да внимаваме сега после Рамазан. Добро, денешната тема нас ние што научивме од Рамазан? Кои се поуките од овој благословен месец? Секој ибадет имат поуки. Никој од ибадетите не е така залудно. Аллах субхану тааля не го има дајно така само за да не мачит. Не, него сака да не поучвит, да ни дај поука од тоа. А од поуките или пак од пораките на месец Рамазан, првото е зајакнување на свеста дека Аллах субхану тааля не гледа. Ова е првото и најбитното. Ние знаеме дека од мудростите зашто Аллах субхану тааля го има направено обавеза постот, која беше? Аллах субхану тааля во аетите на постот го има спомнато. Тоа е целта на постот. Која е? Богобојазливост. Богобојазливоста, ова е целта на месец Рамазан, затоа што Аллах субхану тааля затоа го има направена обврска или обавеза за верниците. Сега, од првите поуки што ги учиме од месец на Рамазан е зајакнување на свеста дека Аллах субхану тааля не гледа сегде. Зашто ние не јадевме, не пиевме преку ден? Сам беше во соба, сам беше во куќа натре, никој не те гледаше, ама не јадеше, не пиеше. Зашто? Имаш свест дека Аллах субхану тааля те гледа. И ако јадиш или ако пиеш, знаеш дека тој ибадет тогаш што ти вреди. Само се имаш мачено, ништо немаш од тоа. Зашто ти ако јадиш, ако пиеш, знаеш дека Аллах субхану тааля те гледа. Не можеш да му се криеш на Аллаховото око. Можеш да му се криеш на Аллах? Нема. Затоа Ибрахим ибн Едем што му рече на оној што правеше грево и сакаше да се покајт од 5 точки што му рече од едната од нив. Ако сакаш да правиш грев, скри се негде каде што Аллах субхану тааля не те гледат. Во овој свет. Можеш да се криеш во некое место во дуња што Аллах субхану тааля не те гледат? Можеш? Нема шанси. Инна ла јахфа ала Аллахи мин шеј. Аллах вели на Аллах ништо не му се крие. Ништо. Аллах ја гледат мравата и најситно нешто што е, а камо за тебе како човек што Аллах субхану тааля те има дајно одговорен и ќе одговориш за твоите постапки во животот. И затоа првото е нешто што ни го зајакнува свеста дека Аллах субхану тааля не гледа сегде. Те гледа и кога си усамен во твојата соба. Кога мислиш да правиш грев, месец на Рамазан ти даде ова поука. Затоа што ти не јадеше, не пиеше, знаеше дека Аллах субхану тааля те гледа и немаат вредност постот после. И сега, после Рамазан, пак да имаш ова свест со тебе.
дека Allah subhanahu wa ta'ala те гледа во секоја твоја постапка, Allah subhanahu wa ta'ala те гледа кај да си. И кога си сам, и кога ја затвориш вратата со клjuč и мислиш дека никој не те гледа вече што правиш сега на интернет, на TikTok, на Telegram, на Instagram, не знам каде, и во другите, во Snapchat, овие што се социјалните мрежи, мислиш дека никој не те гледа, Рамазан ти е даде ова поука, дека Allah subhanahu wa ta'ala те гледат кај и да си. И ти го зајакни ова свест во тебе. Зато ти не јадеше и не пиеше и не гледаше харам. Дури и не зборвеше лошо. Дури и не зборвеше лошо затоа што постеше. Велеше овој месец на ибадет. Не личи тя сега да одам да играм касино. Не личи сега јас да одам да играм бинго. Не личи сега јас да пушам цигари. Не личи сега јас да седнам во кафе, да пијам сите послед јас да пијам кафе, да јадам, да пијам и така. Натаму, ова свест во тебе сега е садено. И немој ова свест во тебе сега да го изгубиш и да го покриеш со гревој. Затоа што по грев ова свест се губи во тебе. Ти знаеш после само опширно, вака општо знаеш дека Allah те гледа, ама душата и срцето ако не знаат вистинско знаење за ова, џабе ти е, не ти е во корист. Ова е првата поука. Втората, украсување со искреност. Украсување со искреност. Месец на Рамазан те направи тебе поискрен. Затоа што ако ти не беше искрен со Allah subhanahu wa ta'ala и со овој ибадет, ти не можеше до крај да го завршиш овој ибадет. Значи овој во тебе садит втората поука што е искреноста. Ти си искрен со овој ибадет и си искрен со Allah subhanahu wa ta'ala, па затоа го постиш до крај. А Allah subhanahu wa ta'ala од искрените прифаќа. Само од искрените. Оној што не е искрен, ние знаеме, оној што не е искрен, џабе се мачит. Џабе се мачит оној што не е искрен. Затоа имате еден збор од претходниците наши, велит, речете му на оној што не е искрен да не се мачит. Ако мислиш дека твоите дела да биде за YouTube, за Instagram, за овие други да те гледаат луѓето дека си добар, само остан вид тежината и мачноста што се имаш мачено во тој ибадет. Ака Allah subhanahu wa ta'ala награда немаш. Дојде месец на Рамазан да те направи искрен. Ако не беше искрен, не можеш да го постиш до крај овој месец. Зато велеше пратеникот салаллаху алейхи ве селем во хадис куци, што вели Allah subhanahu wa ta'ala, секое дело што го прави синот на Адем е за него, освен постот. Освен пост, тој е за мене и јас наградувам за тоа. Секое дело што го правиш е за тебе. Намазот за тебе, зекатот за тебе. Све, нормално, Allah наградуваат и за тие ибадети. Ама постот има друго влијање во тебе. Затоа што никој не се има обожавано друг освен Allah subhanahu wa ta'ala со пост. И никој не седи гладен 18 сати така за чеф. Или 12 или 13 сати да седи гладен, да не ја и да не пиет за чеф, да му текни така. Не, немој така да бидите. Освен ти очеквиш од некого да те награди за ова. А кој е тој? Се наградува за постот? Allah subhanahu wa ta'ala, зато велеше пратеникот салаллаху алейхи ве селем, алейке бис-сауми фе иннаху ла мисле леху. Држи се до постот, пати се цврсто за пост и повеќе, затоа што немат некој ибадет друг што му е сличен на постот. Нема друг ибадет. Кога вели пратеникот нема друг, дури и шехидлокот. Значи да дава живот за Allah и тој немој да му се доближи на постот со награда. Ова не е од мој збор. Од зборот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Така му рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем на Абу Умама. Држи се до постот, цврсто. Тој Allah моли го на Allah да се убијам шехид, а тој што рече? Држи се до постот, затоа што немат како постот. Секое добро дело е за тебе, освен постот. Тоа е за Allah subhanahu wa ta'ala и Allah subhanahu wa ta'ala наградува за тоа.
Овој ибадет те направи тебе поискрен. Да не беше искрен, немаше да трпиш до крај. Не еден ден. Ни 2 дена, ќе се дам еден ден, ми текна, не јадам, не пијам. 2 дена, не јадам, не пијам, 3 дена. 30 дена. Да не јадеш, да не пиеш. Не можеш. Не можеш. Зато ние знаеме дека некогаш пратеникот салаллаху алейхи веселем го врзеше постот. Постеше и дење и ноќе. Пратеникот салаллаху алейхи веселем има постено и дење и ноќе без ифтар. Ама рече за вас вие немојте тоа да го правите. Затоа што мене Аллах субхана тааля ми ја дава силата на јадењето и пиењето. Аллах субхана тааля ми ја дава силата на јадењето и пиењето и немам потреба за јадење и за пиење. А вие рече, вие немојте така да трпите. Асхабите сакаат да го следат на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Беше кон крајот на месец Рамазан, 27 беше. И пратеникот салаллаху алейхи веселем да му каже вие немојте да го правите. Не, тие ќе те следиме, ќе го правиме и ние. Добро. И пратеникот салаллаху алейхи веселем 27 го постеше цел ден и цела ноќ. И тие заедно со пратеникот. Замисли доколку одеше следењето на пратеникот кај асхабите. Жртвуваа дури и без јадење и без пиење, само за да го следат него. Тој му даваше олеснување. Вие немојте да го правите ова. Вие не сте како мене, му велиш. Меѓутоа тие пак се обидве да го следат на пратеникот салаллаху алейхи веселем дури и без јадење и без пиење да седат кон него. Пратеникот салаллаху алейхи веселем постеше со нив заедно 27 ноќ и ден и ноќ. После 28 и на 29 излезе месечината. Се појави новата месечина. И тогаш пратеникот салаллаху алейхи веселем мора да прави бајрам. И отвори. И рече да не беше, да не излегвеше месечината, рече ќе постев со вас вака со ред, дур да ве убедам дека вие немојте како мене. И затоа учењаците, некои од учењаците го забрануваат да го врзиш постот. Веле тоа е харам. Тоа беше само за пратеникот салаллаху алейхи веселем. Добро, до кога нас ни е дозволено да постиме ноќе? Но кога? И ноќе нас ни е дозволено да постиме. Ама до кога? Од суфур до суфур. Само. Толку. Зато рече пратеникот салаллаху алейхи веселем, кој сака од вас да пости вака како што постам јас, значи да го врзи постот, да не отвори, ние едва чекаме да дојде ифтар, ама ако сака некој ето да пости и ноќе, велите од суфур до суфур. Од суфур до суфур. Толку. Повеќе не ти е дозволено. Абдуллах ибн Зубеир, еден од асхабите, синот од Зубеир ибн Ауам, радијаллаху таала, тој имат постено. Колку имат постено тој? Така, со врзење, до 15 дена. Само тој го имат пробано повеќе. 15 дена без јадење, без пиење. После 15 не можеше повеќе. Значи, човекот, искреноста, зашто ние знаеме дека во медицина, или, како да се рече, немој да седи човекот без јадење и без пиење повеќе од 3 дена. Толку знаеме, ние. Без пиење колку немој да седи? Уште помало. А велет без јадење до 3 дена. Без јадење може човекот 3 дена. Гледајте сега, тој без јадење и без пиење 15 дена го имат пробано. Значи искреноста човекот го држи, дури има стигнато до 15 дена да седи без јадење и без пиење. Значи втората поука што научивме од Рамазан е украсување со искреност. Се украсивме со искреност натрешно. Во душата наша и во срцето наше. Сега сите постот го правевме искрено за Аллах субхана тааля. Не постеше ни за мене, нити ја постев за тебе. Ните имав во предвид кога постев на некого друг. Освен Аллах субхана тааля. Зошто да седаме без јадење, без пиење, што ќе ми даваш ти? Што ќе ми даваш? Што ќе имам корист од тебе? А да, од Аллах имам корист, имам џеннетот. Имате една врата таму, како пишит? Рајјан. За кого е Рајјан? За постачите. Тие ќе влегуваат од таа врата. Оние што постат во име на Аллах субхана тааля. Да не збориме за фарзо што ни беше ова. Замисли пратеникот салаллаху алейхи веселем за постот нафиле што велит? Еден ден да постиш за Аллах, Аллах субхана тааля 70 години ти ја отстранува лицето од оганот на џехеннем.
Значи 70 години Аллах субхану те удалечува тебе од оганот на џехенем. Не е доблест ова? За нафиле еден ден да постиш, а замисли за фарзот, нема награда. Третата поука е не украси со сабур, трпение. Ни го научи сабурот. За да бидиш траен во овој ибадет, мора да имаш сабур. Трпение, рековме, не е еден ден, 2 дена, 30 дена. 30 дена ти треба да бидиш пример во твоето општество кај што живееш, во твојот град. Не е постот, како рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем, Аллах нема потреба некој од вас да го оставите јадењето и пиењето, само храна и пијалок да оставите. Аллах нема за ова. Кој е вистинскиот пост, кој е? Да постиш од све што Аллах субхану ва таала има забрането. Од све што Аллах субхану ва таала има забрането да постиш. Ова е вистинскиот пост. Иначе храна и пијалок не е целта од тоа. Тоа Аллах субхану ва таала те лиши едно време за да бидиш по-богобојазливе. Затоа што јадењето, храната и пијалокот кај човекот ја зголеми страста. И го направи човекот што повеќе да ги следит страстите. И ги заборавит кој? Сиромашните, другите, слабите. Нема умот. Оној што е наситен. Мисли за гладните? Не мојот умот. Тој му иде со спиење да спие. После јадење и после ифтар што правевме ние, што не идеше. Јадевме до овде, после што ти теквит некој сиромав. Ти теквит, искрено. На кој му теквит во време на ифтар? Сиромав. Ретко. Некогаш во време, дури јадеме во ифтарот, тогаш ни теквит. Елхамдулилlah, Аллах ни даде, ние да јајме, некои наши браќа таму немаат. Ова ни теквит нас во тоа време. Ама кога ќе бидеме фул. Тогаш што ти теквит да спиеш. Ти теквит жената, ти теквит децата, да оиш негде, да пиеш некој кафе, сега после ифтар како јете, благо како ојт, како ми е падна шеќерот. Значи, ова го мисли што во тоа време. Значи, јадењето и пиењето, Аллах субхану те лиши од ова, за да се правиш ти по-богобојазливен. Да мислиш повеќе за ахиретот, него за дуњалокот. Значи, дојде месец на Рамазан, ни даде една поука, а тоа е, кој е? Сабурот. Да трпиме за атер на Аллах субхану таала. Дури не псуеш, не вреđаш, не зборуваш лоши зборови. Сакаш на некого нешто да му вратиш некогаш, со лошо ти текви дека си постојаш, постам. И седиш, се смируваш, за да ја земиш наградата на постот. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече: "Мен лем јада қаула зури вал амел бихи, фалейса лиллахи хаџатан фи ан јада'a та'амаху ва шарабаху." Кој не го остави, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, лошиот збор, лошиот говор, не псуит, кој не го остави тоа, немат Аллах субхану, или пак лошото дело, да постапи лошо, погрешно, да прави лоши дела, Аллах вели нема потреба тој да го остави јадењето и пиењето. И ние го објаснавме овој хадис. Тогаш пред Рамазан кажавме дека треба да бидиш сабурлија и со жената во време на ифтарот. Затоа што можеш да ја губиш наградата на постот со нервоза, зашто ти е закасни, зашто малце повеќе сол, ова, она, и ти узбуна наградата на постот отиде. И така, натаму, ова е третото. Четвртата поука, ослободување од лошите и штетните навики. Ослободување од лошите и штетните навики. Рамазанот ни кажа и ни потврди дека ние можеме да се ослободиме од лошите и штетните навики. И дека вака можеме да продолжиме и после Рамазан. Оно што го оставаше, не можеш да седи без јадење и без пиење ни еден сат. Има доње што мал не може да седат гладни. За Рамазан ова навика лоша што е кај него, колку сати сабураше и трпеше без јадење, без пиење? 12-13 сати сега на зима. О лето колку? Можда и 18.
сати некогаш постиш. Значи ова не е лоша навика, го остави за атер на кого? За атер на Аллах субхана тааля. Дојде Рамазанот, ни кажа дека ние мојме да се ослободиме од овие лоши навики. Духанот, оној што го швајцоваше духанот. Так, пред да завршите едното, другото го пали. Так и дојде Рамазан, што направи? Можеше да го гаси цигарето од суфур до ифтар. Можеше да го гаси. Значи ова лоша навика, значи мојме ние да го оставиме и после Рамазан. Рамазан ни потврди ние дека лажиме, дека не можеме да ги оставиме гревовите што ги правиме. Рамазан то ни потврди нас дека ние лажиме кога велиме дека не можеме нештото да го правиме. Аллах субхана тааля те поучи и ти вели, ти што велиш дека не можам да седам без духан. Ти што велиш дека јас не можам без јадење, без храна, без пијалок ни еден сат. Ти што велиш дека не можам јас без да ги извршам или да ги направам моите страсти и потреби што ги имам. Можеш. Можеш да се оддалечиш од лошите навики. Само не сакаш. Зашто сега за кого? За атер на Аллах го направи ово. Па и за атер на Аллах и после Рамазан можеш да го правиш тоа истото. Тој Аллах што е во Рамазан, тој Аллах истиот е и после Рамазан. Тој што ти забранил во Рамазан овие работи, тој ти ги има забрането овие работи, истиот Аллах, истиот Господ, тој ти е истиот што ти ги има забрането и после Рамазан. Значи ова дојде Рамазан, ни даде поука дека ние можеме да се ослободиме од лошите навики и штетните работи што се за нас. Кога ти го остави халалот, го остави за атер на Аллах, јадење и пиење халал, вода, халал е да пиеш. Халал е, го остави за атер на Аллах. Како не можеш алкохолот да го оставиш за атер на Аллах? Како не можеш духанот да го оставиш за атер на Аллах? Сега само лажиш и ги следиш твоите страсти. Не дека не можеш вистина. Сеш психиката твоја и шејтанот тука се. Ти сега, колку имаш ниетено да го оставиш духанот, цигарето, до ифтар. За атер на Аллах до ифтар нема духан, цигаре, нема пушење. Зашто ти нието толку го имаш до ифтар. И после, тамам што ми иде времето на ифтар, иде пак силата од оној грев, што е трагите на тој грев во тебе. Зашто ти не се имаш покаено искрено. Да велеше во почетокот на Рамазан, јас за атер на Аллах го оставам што? До крај. За целосно, цел живот, да не едеше и лесно ќе ти беше. Зашто сега ти беше шансата. 30 дена доволно, 20 дена по медицина велет, овие 20 дена е доволно, 21 ден велет е доволно за телото на човекот да се навикне во нешто. Аллах субхана тааля ти има дајано 10 плюс 30 да бидет, за да ти биде уште полесно навиката на добри дела. Гледајте, и петтата поука, една од големите поуки на Рамазан е дека тој ја воспитува душата и ја навикнува да ги напушти гревовите и лошите дела. Постот не е само воздржување од храна и пијалок, туку постоење на очите, ушите, јазикот и сите делови на телото. Од све што Аллах субхана тааля има забрането. Не дојде тој само да седиме без храна и без пијалок, него да ги чуваме и очите, не гледаш харам. Ти текви дека си по пост не гледаш, го отстраниш погледот. Сега можеш и после Рамазан да го направиш тоа истото. Како можеш да ги трниш твоите очите од харам во Рамазан, можеш и после Рамазан. Нормално дека сега после Рамазан друго е. Треба да си појак, затоа што шејтанот тогаш беше врзан, беше во Рамазан. Шејтанот беше врзан, сега тој е ослободен. Ама кој е искрен со Аллах субхана тааля и кој ги земите овие поуки, размислуваат во месецот на Рамазан, размислуваат. Сега после Рамазан може да ги правите истите работи што ги правеше во Рамазан. Затоа што Аллах субхана тааля вели инне кејде шејтани кана ضعيفа. Замките на шејтанот се слаби. Замките на шејтанот се слаби. Аллах субхана тааля така вели.
3 ајети, нашиот шех велеше 3 ајети го радвет срцето. 3 ајети во Куранот го радвет срцето. И нека иде шејтан и кана даифа, замките на шејтанот се слаби. После што велеше? Дека тој нема сила, иннаху лейса лаху султанун аля аллазина аману. Аллах вели тој нема сила да ги наштети верниците. Нема сила, Аллах не му има дајно сила. Зошто ти го прави шејтанот ја кога тој е слаб? Ти му даваш сила него, тој да те нападне. Ти му го отвориш патот за тој да те навладува тебе после. И третото што вели? Аллади ювасвису фи судури нас. Тој што шепоти во градите ваши. Шепоти. Вели, најакото оружје на шејтанот, знаете кој е? Везвесето, та шепоти. Тоа е најакото. Ако го слушаш во везвесе, падна во неговите замки. Тој немој да те влечи со сила. И овие 3 ајети кој ги размислува добро, вистина така е. И те радвет овие, дека шејтанот за верникот е слаб, освен ако ти му даваш сила да те нападне. Добро. Уште колку има за јација? Уште пола сат. Добро. Шестата поука од поуките на Рамазан дека нема ибадет што ние не можеме да го извршиме. Нема ибадет што ние не можеме да го извршиме. Оде што вели дека не можам да кланјам. Добро, одеше во таравија. Колку рекати клањаше? 20 рекати. Или 8, или 20, или некој повеќе со свејаци, јас со све суннети, 33 рекати. Добро, ние колку имаме ван Рамазан само фарзови? Колку имаме? 17 рекати. Ето број ги. 2 фарз од саба, 4 од полден, 4 икиндија, 3 акшам и 4 јација. Колку иде тие? 17 рекати. Клањаше 33, не можеш 17 фарз да ги клањаш. Значи, мојме да го извршиме овој ибадет или не мојме? Мојме да клањаме за атр на Аллах субхану тааля фарза да го извршиме или не можеме? Можеме. Зашто не го извршиш? 33 рекати клањаше таравија. Сега не можеш 17 рекати на ден, а овие 17 рекати, цел живот ти да клањаш таравија. Цел живот, од кога имаш паднато во твојот ум, да размислуваш, да клањаш ностоп да е Рамазан и да клањаш таравија, не може да му се доближат на кого? На сунетите на саба. Само. Да не збориме за фарзот од саба. Никој во еден хадис пратеникот не вели кој го клања таравија, вели нема подобро нешто во овој дуњалок. А за сунетите на саба што вели пратеникот саллаллаху алейхи ве селем? Ако ги клања сунетите на саба, тие се повредни од што? Од дуњалокот и све што има над овој дуња, над ова дуња. Значи за таравија не го вели тоа. А да не збориме за фарз, зашто рече пратеникот во хадис куци Аллах што вели дека нема нешто што го доближи човекот кај Аллах субхану тааля и што го радви на Аллах субхану тааля повеќе од што човекот верникот да ги изврши фарзовите, она што му е фарз. 2 рекати фарз од саба се повредни од цел живот ти да клањаш таравија. 4 рекати од полден се повредни од цел живот и да клањаш таравија. Да не збориме така икиндија, за икиндија да не збориме вредноста на икиндија, имаме кажано за ова. Дека пратеникот вели кој го остави намазот на икиндијата, вели сите дела му се имат уништено на тој ден. Сите добри дела што имат правено му се имаат уништено тој ден. Во друг ривајет вели како да му се уништи вели целото богатство и деца и фамилија, да му се уништи полесно е кај него вели, него да го остави намазот на икиндија, намазот на акшам, намазот на јација, да не збориме. Значи дојде месец на Рамазан, да ни каже вид поука, нема ти баде што не можеш да го извршиш. Даде садака во месец на Рамазан? Дадовме. Даде садака. Можеш да го правиш ова ван Рамазан? Можеш да го правиш. Зекатот го даде, оно што имаше могуштност да даде, го даде. Така, може да го изврши и ван Рамазан. И така натаму. Сега ќе дојде хаџот,
и така натаму, они што имаат могушност и мој фарз да ојд на хаџ, мој да го правит, мој да го правит. Нема ти бъдет, Аллах субхану таала ла юкеллифу Аллаху нефсен илля ус'аха. Аллах субхану таала не ја товари на некоја душа освен колку што може. И овие ибадети Аллах субхану таала ни ги има даено затоа што ние можеме. Да не можевме, не може да ги направи фарз. Аллах субхану таала. Седмото, дека ние можеме да функционираме како општество. Можеме да функционираме во што? Во солидарност. Да се здружиме во унитет, унитарност. Сите овие можеме да на Рамазан да ги научи добро. Како? Можеме да ги зајакнуваме родбинските вези, можеме? За Рамазан ги зајакнувавме или не? Ги зајакнувавме, го викнавме брато, татко, мајка, сестра, брачеди, све што имавме ги викнавме за ифтар. Ван Рамазан, која е поуката? Можеме пак да ги викаме на ручек или вечера и после Рамазан. Како најде време за Рамазан? И плюс колку беше товарно времето. Што и тебе и ти имаш твоите планови, те имаат викнато ваму. Меѓутоа, најде ден, овој ден ќе ми биде за татко, за мајка, за брат, за сестра, за брачет. Најде време. Во Рамазан уште повеќе имаш слободно време. За да ги зајакниш родбинските вези меѓу брачата. Другари, се собравте, една вечер ќе оиме другари, само ќе вечераме, ќе јадиме ифтар заедно. Можеш ова да го правиш ван Рамазан? Можеш да го правиш. Значи, ова е школа од Рамазан. Одевме заедно, клањавме, каде? Во џамија. Таравија. Можеме и после Рамазан да го правиме ова. Можеме да го правиме. Значи, можеме да се доближиме. И можеме да ги средиме нашите врски меѓу нас. Не да го заборавиме. Како што бевме заедно во Рамазан, пак треба да сме и после Рамазан исто заедно треба да стоиме. Значи, све ова е школа, поука од Рамазан. Што не ти го дават друг месец ова. Аллах субхану таала ни го олесни ова. Ни го олесни во Рамазан и ни кажа сега, ти што не збориш со твојот брат за ова дуња, ти што не збориш со таткото твој, со мајката твоја, ти што со другарите, со брачава муслимани, не ти се врските добри. Сега во Рамазан ги поправи овие врските. Тешко оној што не ги поправи врските во месец на Рамазан. Благо оној што влазе, оној што ги поправи врските со родителите, со родбинските вези и така натаму. Можеме да функционираме како општество заедно. Зашто се собериме ние во џамија? Аллах субхану таала го сака џематот. Ти кажеш, можеше да речете, знаете што за Рамазан зашто го даде таравија намаз да оиме ние заедно да клањаме? Можеше да речете, клањајте сите дома. Како што можеме да ги клањаме и другите фарзови. Не за Рамазан ни ојте во џамија да клањате заедно. Така треба да сте. Аллах субхану таала го сака џематот. И затоа секој ибадет што Аллах субхану таала го има направено интересантно е што меѓу најважните точки тука е унитарноста. Да се заедно муслиманите. Во хаџ кај се соберет муслиманите? Во Арафат колку милиони се соберет? Зашто Аллах субхану таала може да рече, знаеш што, еден дел во Арафат од народот, еден дел во Музделифе, еден дел во Чабето. Него што рече? Сите во Арафат, истиот ден. Ел хаџу Арафа. Хаџот е Арафатот. Ако не седиш во Арафат, немаш хаџ. Тука што? Унитарност. Заедно сите со муслиманите, заедно тука да му се молите на Аллах и Аллах се горди со вас. Со верниците тој ден Аллах се горди и слегвет во најблиското небо како што му личи него. Слегвет во најблиското небо. Значи денот на Арафат ние ќе го занемаруваме, ќе го оставиме сега. Зашто ние ноќта на Лејлатул Кадр не знаевме кога е точно. 10 дена велите пратеникот саллаллаху алейхи ve sellem, барајте во последните 10 дена. А денот на Арафат се знае точно. Меѓутоа, ние сме немарни во Арафат. А она што не го знаеме точно кога е, го бараме со амбиции големи. Сега во Арафат, што? Да го користиш тој ден. Со молитва, со пост. Они што се во хаџ не постат, ама со молитва. Значи, Аллах субхану таала сака да не научи дека унитарноста кај Аллах е многу битна. Да сте заедно. Аллах субхану таала не сака да се разделуваат муслиманите и да се распарчат. Осмото, да се солидаризираме со сиромашните.
Pouka. Да се солидаризираме со сиромашните и луѓето во потреба што се. Да ја почувствуваме нивната болка и нивните тешкотии. Аллах субхана ва таала едно време те лишите од јадење и пиење, за да осетиш малце болка, за да знаеш како му е на оној што е цел живот сиромашен. Немат јадење, немат пиење, немат ова, немат она. И сега те потсети да Аллах, немој да ги забораиш овде. Оди им помагај ми, да не ги имат оставено некој колата лошо. На. И деветото, чувствување на вредноста на само понажајте се добро, зашто е малце арогантен тип. Деветото е чувствување на вредноста на благодатите. Чувствување на вредноста на благодатите. Ова е pouka. Зашто? Како? Чувствување на вредноста на благодатите што Аллах субхана ва таала ти ги има даено. Како? Затоа што човекот додека е во благодат и наситен, ги заборавит благодатите што Аллах субхана ва таала му ги има даено. И секогаш се жалит. Абе, нема. Ова, она. Ако ќе седите едно време без јадење и без пиење, во пост, глад, тогаш кога ќе дојде времето на ифтар, ќе јајте, ќе пиет, ќе знаат колку благодати имал тој. Кога гледате разна храна од разни видови, што не во софрата негова, што не. Значи, тогаш ги чувствуваат благодатите што Аллах субхана ва таала на вистина му ги има даено на овој човек. Ова е pouka од месец на Рамазан. Затоа што оној што е сиромав, тој малце да му се дај и тој се радвит. Ама ние богати сме и не ги чувствуваме благодатите што Аллах субхана ва таала ни ги имат даено. Ние секогаш гледаме на оној што е над нас, а пратеникот што велит? Гледате на оние што се под вас. Ти имаш кола, гледај го оној што е со точак, кој ќе врнит. Ти со парно си натре, ние со парно сме натре, а оној со точак. Тој со точак нека го гледат оној што е пешки. Кога врнит, кога имат снег, замрзнато е патот, лизгат. Оној другиот што е пешки, нека го гледат оној што е немојтни пешки да ојде. Имат некои проблеми, нека го гледат него. За секогаш, затоа вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем, ла танзуру иля мен хуа фауқакум. Немојте да гледате оној што е над вас. Затоа оној што е над вас те прави тебе нон-стоп да си после заинтересиран за да го стигнеш него и се разочараш натрешно зашто Аллах субхана таала не ми има даено мене, зашто Аллах само него ми има даено, а ти не знаеш мудростите кај се тука. И гледај ги оној што е под тебе. Тогаш ќе речеш елхамдулилlah, Аллах многу си ме сакал мене. Многу Аллах субхана таала ме сакал мене, види колку ми има даено, него не ми има даено, мене ми има даено. Значи ова е pouka што месец Рамазан го донесе до тебе. Ако ги имаш сватено овие работи. Ако немаш размислување во овие работи, овој ти е дерсот сега да го слушаш и да размислуваш во овие точки и во овие благодати што Аллах субхана ва таала ни ги имат даено. Овие се некои pouки, нормално имат и уште повеќе за месец Рамазан да се зборви цел живот, може да истаиш pouки, него доволни се овие 9 и последното е дека ние сме во месец на Шевал, после Рамазан. Што е суннет, што вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем да се постат уште 6 дена после Рамазан. Затоа што велит кој ги пости 6 дена после месец на Рамазан е како да имат постено цела година. Како да имат постено цела година. Но вредноста на ова не нафиле. Како да имат постено, велит учењаците, цела година што? Фарз, не нафиле. Затоа што ибадетот што го следит фарзот, например, сега имаме пост фарз, после имаме 6 дена нафиле, така? Сега овој ибадет што го следит фарзот, после Аллах субхана ва таала во вредност го прави како да имаш постено исто фарз. Затоа вели пратеникот 360 дена како да имаш постено фарз, не нафиле.
А за оној што пости 3 дена во секој месец, што вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем? Како да имат постено цела година. Ама што? Фарз или нафиле? Нафиле. Затоа што тој беше во постот нафиле, не беше пред него фарз пост. Сега овие 6 дена, пред овие 6 дена беше фарз. И овие 360 дена фарз како да има постено за Аллах субхану таала. Значи гледате кој благодат имат нашата вера, која милост имат Аллах субхану таала према нас. Асхабите трчаe за добри дела. Мора да се пости 6 дена одма после Рамазан, не, може да го оставиш и кон крајот или кон средина на месецот Шевал. Ама да го оставиш целосно да бега двака така, не е добро, не е фарз, не велиме дека мора да го постоиш, него е многу добро и многу севап, многу голем благодат за тебе да постиш 6 дена. Постеше 30, уште 6, ништо не се, може да ги делиш еден ден сега, еден ден понатаму или 2 дена сега, 2 дена во средина и 2 дена во крајот на месецот Шевал. И готово ја зеде наградата како да имаш постено цела година фарз пост за атер на Аллах субхану таала. Аллах да ве награди со секој хајр и секое добро. Аллах субхану таала да не направи од искрените и што зедовме поука од овој благословен месец. Го молиме на Аллах субхану таала нашиот пост и нашите ибадети, нашиот ноќен намаз, Аллах субхану таала да го прифати и да не спои со пратеникот салаллаху алейхи ве селем и со асхабите во дженнетул фирдаус. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.